Благодарам, колега председавач. Почитувани колеги, почитувани граѓани пред малите екрани. Во денешната дебата видовме многу спротивставени аргументи, видовме до некаде и многу негативна енергија. Јас сум среќен што по овој амандман имаме шанса да дадеме малку позитивна енергија, првенствено на граѓаните на една голема општина во рамки на градот Скопје, од втората изборна единица, тоа е општината Ѓорче Петров. Зошто велам позитивна енергија, дозволете накратко да ви објаснам. Амандманот го предлагаме за да се обезбедат средства од буџетот на Република Македонија во износ од 184 милиони денари 184 милиони 500 илјади денари, односно околу 3 милиони евра, наменети за изградба на инфраструктура во индустријска зона. Значи се работи за Стопански двор, индустријската зона во општината Ѓорче Петров. И овие средства би се намениле за изградба на локален пат, канализација, водовод, дополнително електрично напојување и друго во општината. Овие средства бараме да се обезбедат преку омилената ставка од буџетот на владата. Тоа е изградба и реконструкција на административни згради на државни органи, каде што сумата соодветно би се намалила за овој износ кој што го бараме за индустријската зона во Ѓорче Петров. Каква е моменталната ситуација во оваа индустријска зона? Значи, моментално заинтересираните инвеститори имаат поволност, која што им нуди општината, тоа е за пониска цена од пазарната да купат земјиште, односно стартната сума е 1 евро по квадрат, стартната сума на лицитација, додека сите останати инфраструктурни работи кои што се потребни за инвестицијата, за изградба на погон и слично, треба самите инвеститори да си ги обезбедат. За волја на вистината, општината дава и некои олеснувања во поглед на комуналиите кои што се потребни, но мора да си признаеме дека има и пратеници овде од таа изборна единица и од таа општина. Општината е реално финансиски послаба и не може да обезбеди вакви инфраструктурни зафати во рамки на индустријската зона, кои што сепак знаеме сите дека се клучни за да се привлечат странски или домашни инвеститори кои што може да инвестираат во оваа зона. Односно, да бидам малку попластичен, доколку дојде инвеститор домашен во оваа индустријска зона и добие земјиште реално по ниска цена, а при тоа сам треба да инвестира во инфраструктурата, тоа е огромно отежнување за компанијата и тешко кој ќе се нафати да инвестира во ваква зона, каде што најголемите трошоци за инфраструктура треба самиот да ги покрие. И за волја на вистината ќе нагласам и дека дел од плацовите и се веќе купени, меѓутоа нема никакви погони изградено. Односно, компанија или фирма инвеститор која што би била заинтересирана, би добила земјиште по поволна цена и едноставно и оние што досега купиле земјиште, единствено за што би можеле да го искористат е доколку решат вработените една партија фудбал да изиграат или доколку реши собственикот или директорот на компанијата инвеститор да им организира пикник на оваа росна ливада во индустријската зона за 1 мај. Токму затоа, бидејќи ние во нашата партиска програма од последните избори и во сите останати програми кои што ги имаме, се залагаме да се израмнат условите за инвестирање и на домашните и на странските инвеститори, кои што сметаме дека се подеднакво важни. И за разлика од тир зоните, каде што странските инвеститори добиваат поприлично поволности од страна на владата, во овие зони каде што можат и домашни инвеститори да инвестираат, како што и предмалку објаснив, многу помали се бенефициите и тоа вродува со недоаѓање на инвеститори во овие зони. Токму затоа бараме 3 милиони денари за инфраструктурни 3 милиони евра, благодарам на корекцијата, за инвестиција во инфраструктура во оваа зона. Зошто на почетокот реков дека ова ќе биде, се надевам, да не речем сум сигурен, позитивна вест за граѓаните на Ѓорче Петров и за потенцијалните инвеститори кои што се заинтересирани, бидејќи 2013 година локалните избори не се така далеку
Сите бевме сведоци во вториот круг дека целиот владин тим, целата поддршка од централната власт беше насочена кон општината Центар и кон општината Грче Петров, односно во поддршка на градоначалникот Сокол Митревски, кој што е и градоначалник од редовите на владеачкото мнозинство. И тука имаме пратеници и од таа изборна единица и од конкретно таа општина, дополнителни председателот на собранието од таа општина, така да јас сум прилично сигурен дека денеска со ваша поддршка ќе имаме едно одлично позитивно решение за граѓаните на општина Грче Петров и за потенцијалните инвеститори и се надевам дека ќе поддржите. И понатаму дозволете, председателе, бидејќи зборуваме неколку денови за буџетот, зборуваме за транспарентно трошење на парите на граѓаните. Изминатата недела, односно неделата претходно, зборувавме и за законот од опозицијата кој што го предложи за буџетска транспарентност, кој што за жал вие како мнозинство не го поддржавте. И кога сме ке транспарентноста и кога министерот во континуитет пробува да ни објасни дека транспарентно се трошат парите на граѓаните, јас би сакал јавно да го прашам министерот кој што воедно и висок функционер на партијата ВМРО-ДПМН е низ годините, зошто ВМРО-ДПМН нема поднесена завршна сметка за 2014 година. Сметам дека ако се водиме по народната, дека најпрво треба нашиот собствениот двор да си го гледаме, редно е вие да кажете зошто е тоа така во вашиот двор, односно во вашата матична партија ВМРО-ДПМН, па потоа да зборуваме за транспарентно трошење на парите на граѓаните и за буџетот. Уште еднаш ќе потенцирам, се надевам, да не речам сигурен сум, дека овој амандман ќе го усвоите, бидејќи сепак се работи за градоначалник од вашите редови, се работи за председател на собрание кој што е од таа општина и се работи за пратеници во овие клупи кои што верувам ќе се јават и во дискусија да го поддржат овој амандман, се со цел за доброто на граѓаните на општина Ѓорче Петров. Благодарам.